Може да почнем? Присутни се Јела Жаклина Крстевска-Сифовска, Ана Стојка Димитровска, Велибор Манев, Боре Видевски, Владко Кешишев и Љупчо Палевски, спроведени од КПУ затвор Скопје, Александар Ѓурчевски, спроведен од ПСО на Центар, бранителот на обвинетиот Велибор Манев Горан Бошевски, бранителот на обвинетиот Боре Видевски Бојан Манев, бранителот на обвинетиот Владко Кешишев Игор Ефремов, бранителот на обвинетиот Александар Ѓурчевски, Владимир Туфејџич, бранителот на обвинетиот Љупчо Палевски, Јовица Страшевски, полномошник на оштетена Зорица Ѓурчевски, Вања Ѓурчевски. Ѓурчевска, адвокат Татјана Поповски-Буловски, адвокат Маријана Станинова од Скопје. Добре, станете. Во името на граѓаните на Република Северна Македонија, судот ја донесе следната присуда. Обвинетите Велибор Манев, Боре Видевски, Владко Кешишев и Љупчо Палевски со лични податоци како во обвинителниот акт изјавени на главна расправа, виновни се затоа што на 27.11.2023 година во 7:20 часот на улица Наунумовски Борче, број 87/1/6 во Скопје, обвинетиот Љупчо Палевски, Велибор Манев, Боре Видевски и Владко Кешишев по претходен договор заедно извршиле грабување на малолетно лице, оштетеното дете Вања Ѓурчевска, родена 27.2.2009 година, со намера некој друг член на незиното потесно семејство да го присила да стори нешто, да даде парични средства на обвинетите за откуп на детето на начин што обвинетиот Велибор Манев, Боре Видевски и Владко Кешишев со ПМВ Цитроен со рег број В2931 АД, собственост на Панча Жежовски од Велес, управувана од обвинетиот Велибор Манев, по претходно смислен план и детални инструкции од обвинетиот Љупчо Палевски, дошле пред влезот на зградата каде живее оштетеното дете, и додека обвинетиот Владко Кешишев чекал во возилото и внимавал да не најде некој, обвинетиот Велибор Манев со потреба на штраф цигери отворил влезната врата од зградата. Заедно со обвинетиот Боре Видевски, кој носел вреќа за спиење, влегле внатре, застанале кај сутеренот што води кон подрумите, го чекале детето, па кога оштетеното дете Вања Ѓурчевска излегло од лифтот, обвинетиот Боре Видевски ја фатил за половината и за уста. Обвинетиот Велибор Манев ја држал за нозете, ја однесли до сутеренот, каде обвинетиот Велибор Манев ставил салотейп трака на устата. Обвинетиот Боре Видевски и се заканал да не вика и некои ти пукаат. Ја ставиле во вреќа за спиење со подотворен патент, ја свртеле на стомак и додека обвинетиот Боре Видевски ги држал рацете, обвинетиот Велибор Манев и ставил пластични стеги на рацете и на нозете откако ја затвориле вреќата. Обвинетиот Велибор Манев и ги врзал нозете и со салотейп преку вреќата, пошто двајцата се заканиле да не вика за да не употребат сила. Обвинетиот Велибор Манев со помош на обвинетиот Боре Видевски ја ставил на рамо, ја изнесол надвор од зградата, каде обвинетиот Владко Кешишев ги чекал со возилото Цитроен. Им го отворил гепекот, па обвинетиот Велибор Манев го ставил оштетеното дете Вања Ѓурчевска во гепекот, обвинетиот Владко Кешишев го затворил гепекот, пошто обвинетиот Велибор Манев седнал на возачкото место. Обвинетиот Владко Кешишев на совозачкото место, позади седнал обвинетиот Боре Видевски. При тоа, додека се возеле на булевар Партизански одреди во Скопје, мобилниот телефон марка iPhone 8, кој обвинетиот Велибор Манев го одзел од рацете на оштетеното дете, незиното грабување бил скршен со чеканче од обвинетиот Боре Видевски, за да нема сигнал. Па по претходни инструкции од обвинетиот Љупчо Палевски тргнале да возат кон Качанички пат до надвозникот кај С. Визбегово, каде се сретнале со обвинетиот Љупчо Палевски, кој ги чекал со ПМВ Рено Канго со рег број СК 403 УИ, собственост на Лита Кирик. При што ПМВ Цитроен возело позади ПМВ Рено Канго, па во близина на местото викано Дупки, во атарот на С. Бразда, двете возила застанале и таму обвинетиот Љупчо Палевски, Велибор Манев, Боре Видевски и Владко Кешишев во времето од околу 8:30 часот до 9:30 часот се учествува во действија на извршување и со друг особен придонес кон извршување на делото на свиреп начин
сумисла го лишиле од живот малолетното лице, оштетеното дете Вања Ѓорчевска, на начин што, изложувајќи ја на тешко психичко страдање со силен интензитет во врзана состојба и онеспособена за отпор и било предочено дека ќе биде убиена, така што по налог на обвинетиот Тучо Палевски, обвинетиот Велибор Манев го извадил оштетеното дете од ГПК-от, по која обвинетите ја доближиле и ставиле во претходно ископана дупка од нивна страна со димензии од околу 180 см должина, 85 см ширина и 60 см длабочина, каде обвинетиот Тучо Палевски со огнено оружје, пиштол НН марка калибар 9 мм, преку педниче кој го нашол во близина, испукал еден куршум во пределот на главата на оштетеното дете, нанесувајќи и огнестрелна повреда на мозокот со застрел во пределот на главата, со влез во предел на десната темена регија и канално оштетување кое минува низ десната мозочна хемисфера, мозочното стебло и низ горните вратни прштени, оштетувајќи го почетниот дел од ребетниот мозок и завршува подкожно во предел на задната страна на вратот во висина на бодликавиот продолжеток на четвртиот вратен прштен, а каналот е содржина од 32 см со правец на протегање од горе кон доле, од десно кон лево и од напред кон назад. А како резултат на огнестрелниот канал низ мозокот дошло до пореметување и преки на работата на важни мозочни центри и настапила смрт кај оштетеното дете Вања Ѓорчевска, па откако обвинетиот Тучо Палевски ја изведил вреќата за спиење, обвинетите го закопале телото во ископаната дупка, а потоа на нива покрај земјен пат во атарот на село Бразда го запалиле ПМВ Цитроен со рек број VE2931 АД со претходно купен бензин во туба од обвинетиот Владко Кешишев и сите заедно заминале со ПМВ Рено Канго СК403 УИ. На 22.11.2023 година, околу 9 часот на улица Милан Буницалија, број 1 во Велес, обвинетиот Тучо Палевски, Велибор Манев, Боре Видевски и Владко Кишишев во претходен договор и заедно, откако обвинетите претходно дошле во близина на домот на оштетениот Панче Жижовски со ПМВ Рено Канго СК403 УИ, собственост на Лита Кирич од Скопје, обвинетиот Владко Кишишев со возило Рено Канго останал да чека на паркингот кај пругата внимавајќи да не најде некој, а обвинетиот Тучо Палевски, Велибор Манев и Боре Видевски отишле до куќата на оштетениот. Обвинетиот Боре Видевски зазвонал на вратата, па кога оштетениот отворил, обвинетиот Боре Видевски го турнал на земја, му ја фатил устата за да не вика, обвинетиот Велибор Манев му ги врзал рацете на оштетениот со јаже додека лежал на грб. Двајцата обвинети го ставиле во церада од возило која била во близина на вратата. Го однесле до возилото Citroen VE2931 АД, каде го ставиле во ГПК-от. За кое време обвинетиот Тучо Палевски влегол во куќата, го зел мобилниот телефон марка Honor, собственост на оштетениот Панче Жижовски, кој стоел на полноќ, ги зел и ключевите од возилото ПМВ Citroen VE2931 АД од куќата на оштетениот. Ја заклучил влезната врата од куќата, потоа тројцата обвинети со ПМВ Citroen VE2931 АД дошле до паркингот каде обвинетиот Владко Кешишев бил со ПМВ Рено Канго. Пошто обвинетиот Тучо Палевски го фрлил во дол мобилниот телефон марка Honor, собственост на оштетениот Панче Жижовски, па со ПМВ Рено Канго СК403 УИ и ПМВ Citroen VE2931 АД, обвинетите се упатиле до место на рудник во околината на Велес, каде обвинетите Тучо Палевски, Велибор Манев, Боре Видевски и Владко Кешишев околу 11 часот се учествува во действие на извршување и со друг особен придонес кон извршување на делото од користолюбие и на свиреп начин со умисла го лишиле од живот оштетениот Панче Жижовски на начин што за да се стекнат со корист да дојдат во владение на ПМВ Citroen VE2931 АД, собственост на оштетениот за да го користат за гребнување на детето Вања Ѓорчевска, го изложиле оштетениот на тешко психичко страдање со силен интензитет, така што во врзана состојба и онеспособен за отпор му било предочено дека ќе биде убиен, па додека обвинетиот Владко Кешишев, кој бил во ПМВ Рено Канго чувал стража, обвинетиот Боре Видевски и Велибор Манев го пренеле оштетениот во дупка во кружна форма, до дупка во кружна форма со димензии од околу 1,60 метри во диаметар и 2,70 метри во длабочина, која дупка од претходен временски период со знаење на обвинетиот Тучо Палевски била ископана од обвинетиот Велибор Манев и Владко Кешишев, каде обвинетите Боре Видевски и Велибор Манев
со цела да го спуштира оштетениот до отворот на дупката, а обвинетиот Лјупчо Палевски со огнено оружје, пиштол НН марка калибар 9 мм, испукал еден куршум во пределот на главата на оштетениот, нанесувајќи му огнестрелна повреда на мозокот со прострел во пределот на главата, со влез во предел на левата слепочна ригја и канално оштетување кој поминува низ левиот слепочен мускул. Левата слепочна коска, двете мозочни хемисфери на големиот мозок, низ десната темена коска и завршува со излез во пределот на десната темена регија, а каналното оштетување е со должина 17 см со правец на протегање од лево кон десно, од горе кон доле и од напред кон назад. Па како резултат на огнестрелниот канал низ мозокот дошло до пореметување и прекин на работата на важни мозочни центри и настапила смрт кај оштетениот Панчо Жижовски, потоа обвинетиот Лјупчо Палевски, фаќајќи го во делот кај нозете, го турнал телото на оштетениот во ископаната дупка, која затвориле и покриле, пошто обвинетите заминале со двете возила ПМВ Citroen Рек VE2931 и ПМВ Рено Канго Рек СК403 УИ. Со погоре наведените действија, обвинетите Велибор Манев, Боре Видевски, Владко Кешишев и Лјупчо Палевски сториле едно кривично дело убиство од член 123 став 2.1 и .7 ВВ со член 22 од Кривичниот законник и едно кривично дело гребнување од член 141 став 2 ВВ со став 1 ВВ со член 22 од Кривичниот законник опишани во точката 1 од диспозитивот и едно кривично дело убиство од член 123 став 2 точка 1 и точка 4 ВВ со член 22 од Кривичниот законник опишано во точката 2 од диспозитивот. Па согласно погоре наведени цитираните членови, како и членовите 3, 4, 7, 29, 30, 37, 32, 33, 35 и 39 од Кривичниот законник, судот на обвинетите Велибор Манев, Боре Видевски, Владко Кешишев и Лјупчо Палевски за кривичното дело гребнување од член 141 став 2, ВВ со став 1, ВВ со член 22 од Кривичен законник им утврдува казна затвор во трајање од по 10 години, а за кривичното дело убиство од член 123 став 2, точка 1 и точка 7 ВВ со член 22 од Кривичниот законник и за кривичното дело убиство од член 123 став 2, точка 1 и точка 4 ВВ со член 22 од Кривичниот законник, двете казниви по член 123 став 3 од КЗ, на секој од обвинетите поединечно им утврдува казна до животен затвор. Па со примена на правилата за одмерување на казната за дела сторени во стек, содржани во членот 44 од Кривичниот закон, судот секој обвинет поединечно и тоа обвинетиот Велибор Манев, обвинетиот Боре Видевски, обвинетиот Владко Кешишев и обвинетиот Лјупчо Палевски ги осудува на единствена казна до животен затвор. Согласно член 47 од КЗ, на обвинетите во казната затвор им се засметува и времето поминато во притвор и тоа. На обвинетиот Велибор Манев, Боре Видевски и Владко Кешишев сметано од 4.12.2023 година, а на обвинетиот Лјупчо Палевски сметано од 21.5.2024 година на сите до започнување со издржување на казната, односно до правосилноста на пресудата. Согласно член 114 од ЗКП, оштетената Зорица Ѓорчевска и Миња Ѓорчевски од Скопје, како и оштетената Луција Ѓорѓиевска, Македонка Жижовска и Јана Киркова за предјавеното имотно правно барање сопатуваат на спор во граѓанска постапка. За одземање на предмети, паушали, трошоци на постапката по детално во писмениот отправок на пресудата. Ставот 2 од пресудата. Обвинетите Велибор Манев, Боре Видевски, Владко Кешишев и Лјупчо Палевски со лични братовци, како во ставот 1 од диспозитивот на оваа пресуда, се ослободуваат од обвинение согласно член 403.3 од ЗКП дека на 22.11.2023 година околу 9 часот на улица Милан Воницалија број 1 во Велес, обвинетите Лјупчо Палевски, Велибор Манев, Боре Видевски, Владко Кешишев по претходен договор и заедно извршиле гребнување на оштетениот Панчо Жижовски со намера да го присилат да стори нешто, да го даде собственото ПМВ Citroen Рек број VE2931 АД на обвинетите, за тие да го користи за гребнување на детето Вања Ѓорчевска од Скопје на начин што, откако обвинетите дошле во близина на домот на оштетениот со ПМВ Рено Канго СК403 УИ, собственост на Лите Кирији од Скопје, обвинетиот Владко Кешишев со возилото Рено Канго останал да чека
на паркингот кај пругата внимавајќи да не најде некој, а обвинетите Лјупчо Палевски, Велибор Манев и Боре Видевски отишле до куќата на оштетениот. Обвинетиот Боре Видевски зазвонил на вратата, па кога оштетениот отворил, обвинетиот Боре Видевски го турнал на земја. Му ја фатил устата за да не вика, обвинетиот Велибор Манев му ги врзал рацете на оштетениот со јаже додека лежал на грб. Двајцата обвинети го ставиле во церада од возилото кое била во близина на вратата, го однесле до возилото Citroen VE2931AD, каде го ставиле во гепекот, за кое време обвинетиот Лјупчо Палевски влегол во куќата, го зел мобилниот телефон марка Honor, собственост на оштетениот Панче Жировски, кој стоел на полноч, ги зел и клучевите од возилото ПМВ Citroen VE2931AD од куќата на оштетениот, ја заклучил влезната врата од куќата, потоа тројцата обвинети со ПМВ Citroen VE2931AD дошле до паркингот, каде обвинетиот Владко Кишишев бил со ПМВ Рено Канко. Со што обвинетите Велибор Манев, Боре Видевски, Владко Кишишев и Лјупчо Палевски би сториле кривично дело ограбување од член 141 став 1 ВВ со член 22 од Кривичниот законник, бидејќи јавниот обвинител не докаже надвор од разумно сомневање дека обвинетите го сториле делото за кое се обвинуваат. Ставот 3. Обвинетиот Александар Ѓорчевски со лични податоци како во обвинителниот акт изјавени на записник се ослободува до обвинение согласно член 403.3 од ЗКП, дека обвинетиот Александар Ѓорчевски со умисли им помогнал на обвинетите Лјупчо Палевски, Велибор Манев, Боре Видевски и Владко Кишишев, кои на 27.11.2023 година во 7:20 часот на улица Наумовски Борче број 87/1/6 во Скопје по претходен договор и заедно извршиле грабнување на малолетното лице, оштетеното дете Вања Ѓорчевска, родена 27.2.2009 година, со намера некој друг член на незиното потесно семејство да присила да стори нешто, да даде парични средства на обвинетите за откуп на детето на начин што, откако претходно обвинетиот Александар Ѓорчевски како татко на оштетеното дете Вања Ѓорчевска преку обвинетиот Лјупчо Палевски дал упатство за времето кога детето ќе излезе сама од домот за да оди на училиште. Обвинетите Велибор Манев, Боре Видевски и Владко Кишишев со ПМВ Citroen со рек број VE2931AD, собственост на Панче Жижовски од Велес, управувано од обвинетиот Велибор Манев, во претходно смислен план и дадена инструкција од обвинетиот Лјупчо Палевски, дошле пред влезот на зградата каде живее оштетеното дете, додека обвинетиот Владко Кишишев чекал во возилото, внимавал да не најде некој. Обвинетиот Велибор Манев со потреба на штарци ги ја отворил влезната врата од зградата заедно со обвинетиот Боре Видевски, кој носел вреќа за спиење. Влегле внатре, застанале кај сутеренот што води кон подрумите, очекале детето, па кога оштетеното дете Вања Ѓорчевска излегло од лифтот, обвинетиот Боре Видевски ја фатил за половина и за уста обвинетиот Велибор Манев ја држал за нозете и ја однесле до сутеренот, каде обвинетиот Велибор Манев и ставил салотейп трака на устата. Обвинетиот Боре Видевски се заклинал да не вика и некои ќе пукаат. Ја ставиле во вреќа за спиење со подотворен патент, ја свртале на стомагот и додека обвинетиот Боре Видевски и ги држал рацете, обвинетиот Велибор Манев и ставил пластични стриги на рацете и на нозете, откако ја затвориле вреќата, обвинетиот Велибор Манев и ги врзал нозете и со салотейп преку вреќата, пошто и двајцата се заканиле да не вика за да не употребат сила. Обвинетиот Велибор Манев со помош на обвинетиот Боре Видевски ја ставил на рамо и изнесол надвор од зградата, каде обвинетиот Владко Кишишев ги чекал со возилото Citroen, им го отворил гепекот. Обвинетиот Велибор Манев го ставил оштетеното дете Вања Ѓорчевска во гепекот. Обвинетиот Владко Кишишев го затворил гепекот, па што обвинетиот Велибор Манев седнал на возачкото место. Обвинетиот Владко Кишишев со возачкото место, позади седнал обвинетиот Боре Видевски, при тоа дека се возеле на булевар Партизански одредени во Скопје мобилниот телефон марка iPhone 8, кој обвинетиот Велибор Манев го одзел од рацете на оштетеното дете при нејзино грабнување и бил скршен со чеканча до обвинетиот Боре Видевски за да нема сигнал, па по претходни инструкции од обвинетиот Лјупчо Палевски тргнале да возат кон Грчанички пат до надвозникот кај се избегува, каде се сретнале со обвинетиот Лјупчо Палевски кој ги чекал со ПМВ Рено Канго со рек број СК-403 УИ собственост на дете Кирич. Со што обвинетиот Александар Ѓорчевски би сторил кривично дело грабнување од член 141 став 2 ВВ со став 1 ВВ со член 24 од Кривичниот законник, бидејќи јавниот обвинител не докаже надвор од разумно сомневање дека обвинителот го сторил делото за кое се обвинува. Согласно член 106 став 1 од ЗКП, трошоците на кривичната постапка на обвинителот Александар Ѓорчевски паѓаат на товар на буџетот на Република Северна Македонија. Против оваа пресуда дозволена е жалба во рок од 15 дена по приемот на истата преку овој суд до апелациониот суд Скопје. Накратко сега за самата постапка. Судската постапка беше транспарентна, отворена за јавноста и секој рочиште беше следено од голем број на медиуми.
На почетокот на судењето, јавното обвинителство побари исклучување на јавноста од главната расправа, но судот беше свесен дека случајот е од особен интерес за јавноста, поради што не го прифати ваквото барање на застапникот на обвинението. Сметавме дека граѓаните преку медиумите имаат право да се запознаат што се случува на судењето, кои се аргументите на странките во постапката и дали доследно се почитуваат нивните права. Медиумите во најголем дел професионално се завршија својата работа и доследно известуваа јавноста. Главната расправа започна на ден 29.2024 година и беа одржани 35 рочишта на кои беа изведени голем број материјални и вербални докази. Советот многу детално и исцрпно ги разгледа сите изведени докази во текот на постапката и врз основа на изведените докази надвор од разумно сомнение се докажа дека обвинетите ги сторилат кривичните дела за кои судот ги огласи виновни со оваа пресуда. Сите причини од кои судот се раководеше при донесувањето на оваа пресуда детално ќе бидат образложени во писмениот отправок на пресудата, а во која исто така судот ќе даде образложение за сите околности кои беа од влијание да се издржат казните до животен затвор. И покрај убеденоста на јавното обвинителство за инволвираноста на обвинетот Александар Ѓорчевски во овој кривично правен настан, јавното обвинителство не докаже надвор од разумно сомневање дека обвинетот Александар Ѓорчевски го сторил делото за кое се обвинува, поради што судот овој обвинет го ослободи од обвинение. Поднос на мерката притвор. И ово наведе. Поверете, колешки, поднес на притворот. Имајќи ги предвид конкретните околности од предметните кривични дела, предлагам определената и продолжувана мерка притвор против обвинетите Љупчо Палевски, Велибор Манев, Боре Видевски и Владко Кешишев, како и определената и продолжувана мерка куќен притвор против обвинетиот Александар Ѓорчевски, да се продолжи до правосилност на пресудата со оглед на тоа дека се работи за кривични дела од најтежок вид против животот и телото, кои што се извршени на најгрозоморен начин, со закупување на оштетените, во претходно ископани дупки, за никогаш и од никого да не бидат пронајдени, ниту откриени, како оштетените, така и обвинетите, за сторените кривични дела, немерливите штетни последици од настанатата смрт за оштетените 14-годишната Вања Ѓорчевска и 74-годишниот Панче Жежовски, се околности што укажуваат дека мерката треба да биде продолжена поради основот од член 163 став
1.1 од ЗКП. Точка 1. Точка 1. Како и во конкретниот случај постојат основите и од член 163 став 1. Точка 3 од ЗКП. Имајќи ги предвид околностите за начинот на кој што се извршени кривичните дела, општествената опасност од овој вид кривични дела, преголемата зачестеност на овие кривични дела во последен период, долгиот временски период во кој обвинетите детално ги планирале кривичните дела, и делувале заедно за да ги реализираат истите, и делувале заедно за да ги реализираат планираните дела, секако и околностите во однос на возраста на обвинетите кои што се зрели личности, сите се во лоша финансиска состојба, заради што преку извршувањето на кривичните дела сакале да дојдат до финансиски приливи, поради што постои опасност дека истите ќе сторат ново, вакво или слично кривично дело, односно постои опасност и од повторување на кривично дело. И од повторување на кривично дело. Судија, се извинувам само да дополнам. Во однос на обвинетиот Александар Ѓорчевски, имајќи ја предвид денес донесената ослободителна пресуда, а согласно законските одредби, не преостанува ништо друго, освен притворот против истиот да биде укинат. Така што обвинителството не бара продолжување. Остава нешто друго, освен притворот да биде укинат. Така што обвинителството не бара продолжување. Така што обвинителството не бара продолжување. Времето на обвинетиот Велимир Горан Бушевски односно мерката припознава. Односно предлогот на установија за обвинителство. Односно предлогот основно за јавно обвинителство. По изрекувањето на пресудата. Со оглед на видот и силата на изречената казна. Советот да одлучи односно продолжувањето на мерката присутство. Премителот на обвинителот Боје Видовски и Бојан Манев, адвокатот односно мерката припознава. Односно предлогот на основното јавно обвинителство за продолжување на мерката притвор, а со оглед на висината на изречената пресуда, во кој на судот истата на замени судот, истата
замени со Мирка Куќен притвор, и се ми даде замени со Мирка Куќен притвор, Мирка Куќен притвор, најмногу поради медицински аспект, најмногу поради кој што претходно е образложен што претходно е образложен образложен во текот на судењето, бидејќи обвинетиот има потреба од медицинска нега, постојано, а тоа во притвор вклучува и невозможно. А тоа во притвор вклучува и невозможно. А тоа во притвор е невозможно. Времето на обвинетиот Златко Тишев. Имам само клучите го микрофонот. По однос на денес доставениот предлог, односно најавно молителство за продолжување на мерката притвор. Предлагам на судот истата да биде заменета со мерка куќен притвор, а особено судот да има во предвид возраста на обвинетиот Владко Гишишев. Предвидот на обвинетиот Александар Делчевски. Само да, може. Почитуван суде, јас сум навистина затечен, бидејќи едниот застапник на обвинение предложи да се продолжи мерката куќен притвор, а истовремено другиот застапник на обвинение предложи да се постапи согласно законот. Согласно законот во случај на донесување на ослободителна пресуда, за која судот да донесе одлука денеска да се укине мерката куќен притвор. Куќен притвор. Да, благодарам. Бранителот на обвинетиот на Чопаевски Јурис Сташевски. Читуван судја и совет. Немам коментар по однос на притворот, оставам судот да одлучи. Немам коментар по однос На предлогот за продолжување на притворот, а со оглед на вака изречената пресуда, оставам судот да одлучи. Обвинетиот Велибор Манев по однос на мерката притвор, дали има нешто да каже, согласувате со тоа што го кажа вашиот? Станете. Се согласувам со тоа што го кажа мојот бранител. Нешто друго да кажете? Нямам што друго да кажам. Каже тоа се пресешки има печатка. Добро. Обвинетиот Боје Видевски. Боје Видевски по однос на мерката притвор. Се согласувам со тоа што кажа бранителот. Се согласувам со тоа што го кажа мојот бранител. Обвинетиот Златко Тишев. Се согласувам со тоа што го кажа бранителот. Обвинетиот Александар Делчевски. Во целост се согласувам со изведеното одбрана. Во целост се согласувам со Изведеното одбрана. со изнесеното бранител. Се согласувам со бранител. Се согласувам со мојот бранител. Останете во судница за кратко.
Советот одлучи мерката притвор спрема обвинетите Велибор Манев, Боре Видевски, Владко Кешишев и Лјупчо Палевски да се продолжи до започнување со издржување на казната, односно на правосилноста на пресудата на овој суд КБР 1339/24 и КБР 1571/24 од 25.6.2025 година, а поради постојање на причините предвидени во член 165 став 1 и точка 1 и точка 3 од ЗКП. По однос на обвинетиот Александар Ѓурчевски се укинува мерката куќен притвор, затоа што бидејќи обвинетиот се ослободи од обвинение согласно член 403.3 од ЗКП. По приемот ново решение, обвинетиот Александар Ѓурчевски веднаш да биде пуштен на слобода. Право на жалба на решенијата за притвор во рок од 3 дена, жалбата не го одлага извршувањето на решението. Благодарам, пријатно.